глупа едноставно. Као глупа и за нив, глупа и за нас. Па нема прогрес. Па нема општо. Тоа е најголемата жртва, прогрес. Као не можеш заеднички јазик да најдеш. Имаше сега во Вевчани, што згрешил наravno традицијата, што беше со карневал, отварја тamo седем го тиеш со ебара, да го тиеш со мора, цело да го собереш. И тамо еден од протестантите викаше, луѓе, а што не тоа чајва да направите? Така да е легалтитет. Сегде се крши, буквално, и ови полицијава не справедливо за тоа што им требаат на СДС полициски Да, се одржат да за не кажем жури. политичкиот чаш што се Да. случуваше. А таму каде што може каде што нема допирна точка, таму може. Кога беше во Штип изборите, вие се радуваа таму градоначалникот со свети таму. Да, знаеме што беше. Прават кластери. И таму не идат, а му вече зашто знаеш нема никој таму конкретно инволвиран по големите мокници, ај. Или овие ресторани кои ги затвараат. Па чекај, тип Излага директорот за инспекција, не знам се што Стојко Полуновски мислам да се играш. И вика, абе, не можем да ги затворам кафичи, и само што дошли може. Па тие газдите на кафичите се многу влијателни личности во полицијата и во политиката. Како бе брат така збориш за ти? Не може да дискутираш например само за една тема, а не влезеш во друга. Пошто се поврзани. Зашто се поврзани. И не може да дадеш решение за ова, а да не дадеш решение за ова. Пошто изворот на хаосот секогаш од било која тема да дојдеш кога се споиш со друга и директно. Ама кога гледаш телевизија, гледаш дебата и пишува. Решенијата во образованието, брата, а правото како не може едно без друго да не може културата да биде вака. Така. Че ние, вие две поготово, што сте имале искуство со бендови што со Мануел, со Чума, не е битно. Слобо е тоа на камера, што ти бајка. Ali dobro je pet. Значи, многу тешко е например во културата да ние да пробиеме како млади луѓе генерално. Разбираш како нема никаков освен што беше звук во школка на Џон. Звук на Џон, организација за зел човека не постои, 2 години мислам дека веќе. Да. Годинама се знаеш. Само да има градско што му направија тоа на дечко. Што очекуваш? Ама затоа сексуални работнички таму може да танцуваат. Аме, на работници, не да вршат дојде на работници. И они се некоја класа што треба да се инструктира, што ја баш не ги мразам нешто на тие луѓе конзервативни, али Треба да се има приоритизација брат прво на проблемите. Не може да си има приоритизација што ќе кажувал. Много брат, значи премногу теми има што не знаеш каде да започнеш прво при решавање на проблемите, зашто од сите страни пукава. Значи не е ова проблем сега што дошол со СДС за речење. Во време на ВМРО исто тоа. Исто беше. Генерално, значи се дали било црвена или плава боја исто доаѓа со тој проблемот, што нема разлика, сите викаат еј абе вака ако направиме, вака ќе биде. Значи има многу музичари што не се експонирани во јавност и губат волја да се занимаваат со музика затоа што немаат родители или пак да ги бутнат. Добро, веројатно има и добри музичари, например Наско е многу добар. Да, Наско нема потреба за модел фамилија која. Ма нема врска, не само фамилијата. Он се талантиран брат. И малиот и големиот брат. Нема тука дискусија тука. Да. Со споровата песна што беше кога би можеле да порасна нешто така беше песната. Тоа е зависи која ново проекти него имам следено. Јас само таму знам првата, другите не ги знам. О, што се има он издадено да, и малиот исто. Да. Мартин. Браво. Меѓутоа ете, има и такви музичари што ние ги знаеме што каснаа брат. Нешто ги нема како се експонираат во јавност, тоа што нема платформа каде можат они да се промовираат себе си. Познатите македонски певачи и уметници се многу навлезени во филм. Тоа многу непродуктивен начин. Многу смешно што два бона смета дека они домашно франската музика во Македонија. И скоро се уверени во тоа. Јас дека уште од 90-ти дека рок бендови хип-хоп што Македонија творат, каква музика снима до 90-ти. Они мислеа кажуваат такво и после доаѓа два бона, ние донесоме звукот на странството во Македонија. Па гледај, Don't Play го направи нив. Don't Play, има брат. No shit дека окей. Само, реално кипо е. Гледај, требаше покрај толку многу негативитет, може да биде така позитивно. Ако сакаш и роден чуда. Тоа е осваќа него. Тоа сака и он се забавува и самиот толку гледаш се лава се многу чил се човек. Ја немам голос од него, но окей лика. Настапуваше кај еден народен кај мој другар и мислам беше коректно. И ако вака се, он така се ексцентрик по природа, така сака и природа да го затоа е уникатен за тоа. Уникатен, да. Ексцентрици поштојам, не треба повеќе такви изгледа. Не треба. Значи секој треба да се промени себе си во тоа што кога се прикаже, да не глуми нешто што не е. Да. А како што речете многу намекуваат во филм, некои луѓе и таквите ликови многу ги перцепираат како дел од младината.
Ще не зрели од делот. Ама ако си филм не можеш да отвориш оригинално, тоа е проблемот. Да. Што јас да никаде во Македонија немам да имам нешто Apple оригинално, а просто што естествено да отвориш тоа. Али ако сме влезени филм, не може уопште шанса да имаме за тоа да го пробаме. Кога немаш ни шанса, без разлика кој поле, дали музичката, дали филмската, дали уметничката, ликовната. Ако си во некој филм влезен, као јас сум врвот, јас сум топ. Немаш. Потребна скромност уметност. Еден мал човек нешто му пречи, што многу често знаеш, ние што се бунтуваме, знаеме да бидеме од страните, не од системот тука бидеме како таргетирани дека ние сме лошите, ние сме безобразните, дека ние сме ваканци, се покажуваме. Независно во каков тон, дали го кажеме во тон како ти што го збориш или го кажеме како јас што го зборам, истата перцепција. Значи секогаш тие што најмногу говорат, најмногу се изразени, се сметат како нешто не прогресивно, а тоа е прогресивно. Тоа сметат нешто како Не зашо. Много лесно одговор, за останал системот порано. Ова спушти глава што се вика, тоа е малце глуп начин да ги воспитуваш децата, но треба да им кажеш дека не треба да се бојат за тоа што не им се свига да го кажат. Напротив, за да има прогрес, кој што може да кажат, тоа е непрогресивно, воопшто. И затоа многу луѓе се израснати на тој начин и има тоа размислување, и затоа ти у школа кога кажеш абе ова не е убаво што се случува, треба да направиме нешто. И другите деца под страв ќе се сложат со, иако тоа им смета на нив, ќе се сложат со професорот или надлежниот. И ти ќе бидеш таргетиран и етикетиран како лош или багабон, како што викаат. Значи се политички активен како мал. Со така, суштината политика треба да биде барањето на високото добро. И многу луѓе мислат дека политичка активност ти е само што правиш волно со другите. Кој знаеш у која група си, кој здружение што можеш да направиш. Не, политичка активност е во најмала смисло како градиш и оформуваш општеството со тоа влијание. Како бројче како себе си изградиш и после како имаш влијание на другите, како верување ќе сменеш, како перцепции ќе сменеш. Многу сметам во днешниот политички активен младичок кој себе ќе се изграда во примерна особа и после ќе помага на другите се изградат и физички, многу нужно физичко здравје за ментално здравје, и ментално и психички, но и со вредности. Веќе едно од најголемите проблеми со младената, секогаш, не сега, е посоченост. Нема посоченост. Не знаат кој што да бидат посочени. И затоа треба секогаш да има некој сличен на нив, што е добро изграден и ги посочам како добро. Иако може да ги посочи како добро и да ги оформи, не да ги изграде, не да бидат како него, туку сами се да се изградат и се оформат, тоа што е повеќе политичка активност, отколку едноставно ако имаш силата да го да го затвориш или ово да го направиш или тоа. Па тоа е убаво што го кажат, треба на некој начин да си политички активен, а без да се етикетира од партија е баш како што кажа колегата пред мене. Знаеш како партиското функционирање треба да биде политичко автентично, меѓутоа јас имам искуство таму не е, значи исто е брат. Да не си активен, значи ништо посебно не се функционира, нема никаква промена. Не само тоа, но каде многу ги насваќаат, ама политиката во прошно некои години, полност генерално главните две партии, ВМРО и СДСМ, стана династија. Да, Каде што многу младите што стануваат сега политички активни, следуваат династијата на Свети татковци и мајки што предходно биле во тие партии. Да. Така е. Династичен менталитет има само. Како да разбереш тоа? Ја го прашаш зошто си у СДСМ? Јас за партијата гинам и зашто си ВМРО пред се вртува бе. Партијата функционира за да го подобри живењето на државата. Не да го Ти направи. треба да бидеш со државата, проведи генерално за општеството, општествена корисно да бидеш. А не партијата, ако гледаш дека партијата нешто не функционира, ти треба да го се бориш да се смени, а не Точно така. да бараш постојано изговор зашто нешто што се случило, а не е во рамките на етиката. Да, не само тоа. Се оправдува. Не знаат една од главните белези на љубов по нешто. Утисите вика дека сакат партијата оно. Но една од главните белези на љубов е ако сакаш нешто, да сакаш да го подобриш кога видиш дека греши. Тоа и со луѓе. Ако грешиш, кажуваш кај грешиш за подоброто ти ги сакаш. А со партија наставно ако ја ги генам, стасаме на муки. И ако гледа нешто лошо како почерли ги би сметено. Да се сокрие. Тоа не сакаш тоа. Или ќе го криви на другите. Ти си волја без цел. Прашам нешто така. Ова веќе ми стопаја како се движи динамикава на дискусија во политикава генерално. Дали сметате дека има кадри што се на соодветно место
Што треба, дали мислите? Моментално не. Не, да бидам по-брутален, има помрли везници, големите, има младите и остарите, не викам не. Дали мислите, вака ги гледате политичари, да сикате, брато, која држава живееме ние со вакви, како стигнаме великови на таа позиција, брато? Имате ли го таква некоја мислење само јасно му тоа? Нема се запрашува. Гледаш, брат, Има, Се запрашува. но башници на своје место не прави галама. И тоа е работата, што некој ако на своје место го функционира како што треба, нема контроверзија, нема галама. Затоа не може да слуша. треба да се по-обясни. Има, многу ретко е, ако осатив прашањето, Нема да според правилно. Има каде што сум на своја висока позиција, како што се најдобри, но ако стварно правиш се како што треба, ти не правиш време, не правиш контроверзија. Затоа и за тие обичам да слушаме и не се збори. Отеко, нема ништо нотабилно, врши што е наменето. И затоа нема контроверзија. А толку често има многу луѓе на несоодветни места, кадрите неискусни, неспремни за тоа што прават, не знаат што прават, затоа има толку контроверзија кои тие ликови. Да. Не само тоа, него таа да си припадне на партија, не чека партијата ти е живот, него таа секоја партија што просто има начин на идеолошко функционирање, дали била центар десна, дали била центар лево, far right, far left. Повеќе нашо тоа нема, као сите идат една цел, они да бидат главни, никој друг, и ниното да биде, другото нема. Затоа ви имате момент као ако ВМРО нешто направи СДС, абе ВМРО се криви, после ќе дојдат они истина грешка, абе ВМРО ви се криви, они го беа. ВМРО кога правеше така не се контролира. Треба да се има брато, што други земји, веќе за Хрватска за пример, пошто толку ја потекло таа земја и што пак ќе проверам нешто ќе тргнам што се случува, таму малце другачие функционира. Да, има Не страшно е тоа што го спомна и ти, што во партија генерално во СДС и ВМРО веќе како што се оценуваме, луѓето што ги наследуваат членовите во партијата се децата или потомците на тие луѓе што веќе биле во партијата. Значи нешто како монархија. И нешто ќе му дојде така како наследна партија, нешто како син му, татко му бил партија. Сега син му може, има опција таква, син му може да биде растено друго обкружување, што сме во општеството. И син му да биде по природа десничар. Што го СДС моментално радношки, десничар, де факто. Да. И он е во Социјалдемократски сојуз. И сега ти гледаш какви политики. Заев има тоа точка Социјалдемократски сојуз. Или појма политика. Или ВМРО, брат, гледаш Муцунски, го гледаш и Димовски, брат, си беше, брато ви брат. Мисковски не знам кај. Брат, тој остаја те утка. брат, Мисковски, брат, ми брат безличен е. Не знам ти опишам како гледам збори, брат, целки, ама Појма не знам. не. Повише знаеш како мислам, има една реченица, луѓето се радосни само затоа што се појавиле на телевизија. И имам такво неко чувство, дали изгледам добро, дали сум развиен, дали сум среден во косата. Брат, ако треба ќе изгледам и како сум Джоку, моментално што изгледам, што и ми бил со чиста волја, чиста желба, брат, да се дискутирам за сето, ако да изгледам како пигвин буквално и да видам како тоа се ми рекла, браво сине, имаш мускулна маса на тебе, огромен си или пак многу згодно изгледаш телевизијата, сака камера. Брату, тоа што го збореше ти, 5 години брат не го мисли така. Значи не ме заебавајте што се политички или Пак пак. едно си ме поише статускава, јас сум на телевизија кој што кажа преска ти не си бил, као тоа не треба да биде, него си веќе политичар, треба сватиш дека имаш некоја одговорност, дека имаш глас кој може да направи нешто. Да. И дека треба тоа да го искористиш за добро, а не за да не назад и не на компримитивизам као. Ај разберам од кај дошле, од друго време. Брат, живееме класично, значи кој што сака да го каже, знам дека позади камери 1%. Шовинистичко конзервативно општество. Да. Толку. Да, шовинистичко Има конзервативно не може прогресија. болje да го кажеш. Нема ништо пролевичарско да речеме. Нема ништо. Се е шовинистичко, Нема ни конзервативно. конзервативно. Поготово зборам за елитите во партијата. За нас малите, јас сметам дека ние малите сме најпрогресивни. И затоа најмногу се бунтуваме што не ни пријат тој систем што го промовираат старите. Ете ти кажа како убаво си го првно дека сметаш дека во партиите влегуваат никои што се наследени од страна на нивните родители. И тоа е така и јас го потврдувам зашто јас бев сум се уште, ама така се случува. Например, совет ми го ставаат на добриот другар на градоначалникот, син му на добриот другар. Не знам, у сектор на поголеми, во делот на поголеми валинци, поголемиот извршен шојмер, керката на недобрата другарка на жена му на Заев. Дечко. Историја на ваква. Овие кога си играат Симпсони истински живот. Председател на млади. Првиот десната рака на Лјупчо Николовски во него кабинет. Брато, кој е дечко излага на говорници, вели, сакам да му се благодарам на некој си Жика,
Жика, што ми воведе во партија у таа момент, да не беше, не немаше да бидам тука. Па чекай, ти не си заслужувал да бидеш у политички активен генерално. Треба некој Жика да ти каже, знаеш, излезе да го спам. Жика, да ми после да прето, кој те Жика? Жика звучи име на некој што држи кафана. Или некој што може здобување на некој. Вот што се луѓе во Жика. Никој не е посветен тука и тоа е проблемот. Као, не е проблем само што спомнам аристократско или династичко гледање, кој што спомнам, дека децата не се лудат старите. Проблемот е што ни старите не се спремни, ни децата не знаат како ги припремат за тоа. Од ја го гледаме чисто најполитички аспект. Као, дури и Платон. Гледам ќе земам пример, има книга од Платон тука. Најполитички аспект треба да се спремаш за политика, за таа функција да ја земеш.